помалите држави во принцип се наоѓаат во многу потежок и покомплексен свет. Но јас ја го прочитав интервјуто на рускиот амбасадор во Република Македонија, на руското номер, кој што на едно место вели дека Русија, за разлика од други држави, не им кажува на балканските народи што треба да прават и не им диктира како треба да одлучуваат. Јас сметам дека е ова одлична позиција и сметам дека таа отвара простор да ги градиме билатералните односи и да не дозволуваме стратешките одлуки на Република Македонија да влијаат на нашите билатерални односи. Македонија не кажа дека сака да стане членка на НАТО во 2015 година. Не го изразивме нашиот интерес за членство во НАТО со изборот на новата влада. Тоа е наш стратешки приоритет од 1992 година. Ако постои една точка во која имаме целосен речиси политички консензус, тоа е тој. И Русија, во принцип, до 2014 година немала ни коментар на таа тема. Така што свесни сме дека ништо не е исто, свесни сме дека односите помеѓу Русија и НАТО се во прилично тешка, лоша фаза, но одлуката за членство во НАТО на Македонија ниту тоа ќе го промени, ниту тоа може да го предизвика. Но ако Грција, госпоѓо Шекеринска, има влијание на вордингот на заклучоците на Европскиот совет за Русија, во насока да ги омекнува, односно да не дозволува да бидат појасни, потврди. Ако дента кога Европскиот совет треба да ги носи тие заклучоци, Ципрас е единствениот европски лидер што на телефон разговара со Путин, тогаш геополитиката се врати, но сегашната состојба во светот не е лесна и не е црно-бела. Вие имате многу земји членки на Европската унија, па и на НАТО алијансата, кои што имаат силни политички лобија за поблиски односи со Русија, за помек однос кон Русија. Сегашното замрзнување на односите, сегашното ниво на барем изјави прилично критични на двете адреси, ги стиша тие гласови. Но факт е дека вие имате политички партии во Италија, во Германија, во Франција, кои што сметаат дека и НАТО и Европската унија треба да го ревидираат својот однос кон Европската унија. Сегашната политика на Русија помалку влијаеше тие гласови да немаат многу аргументи. Но, само уште ова ќе кажам. Факт е дека Република Македонија за овие теми многу искрено разговарала и со Русија, и со НАТО земјите членки. Ајде по-конкретно прашање. Има ли официјална Москва своји активни кели на терен, на територија на Република Македонија, кои што работат активно, да нема решение за прашањето за името и оваа земја да не влезе во НАТО? Активните кели се лесниот дел од задачата или лесниот дел од проблемот. Не. Секаде каде што би постоеле, тие би биле дел од активности од кои државата се штити. Но она што станува јасно е дека не за изборите или за одлуките на Македонија за НАТО, туку за едно крупно прашање како што се избори во Соединетите Американски држави, во Франција, во Германија, веќе е лоцирано влијание од страна на Русија околу можниот победник. Да не гаиме илузии дека тоа баш во Македонија не може да се случи. Дури мислам дека не сме свесни за се она што се случува не само во Македонија, околу нас, како да сме, како велат, во окото на торнадото. Мислиме дека ништо не се случува. Погледнете само на главната истрага која што го вклучува Facebook, се спомнуваат 4-5 земји, една од нив е Македонија. Дека лажните вести, продуцирани и ширени на Facebook од Македонија, имале влијание на изборите не во регионот, клучните светски сили. Така што, тие влијанија, тој тип на хибридна војна, тој тип на хибридни влијанија, постојат и во Македонија и мислам дека не треба да бидеме наивни, но не треба и да ги пренагласуваме. Се согласувам со вас дека во моментов Русија
повеќе може да влијае на спорот наш со Грција преку Грција, отколку преку своји влијанија во Македонија.